Под мотото секогаш да донираш, никогаш да немаш потреба од таа донација, денеска се одржа првиот состанок на управниот одбор во општина Штип, на кој се дискутираше за создавање солидарен фонд пред се за помош на децата, односно лица до 18 години, и тоа за тешки и специфични болести. Со бура на идеи беа сите членови, кои заеднички дискутираа за темата на дневен ред, со договор политиката да не се меша во ниту еден случај. Ова беше и првиот состанок на новиот градоначалник на општина Штип, доктор Николов. Денеска имавме прва средба на целиот управен одбор на Солидарниот фонд, кој што они се сретнале неколку пати во претходниот период, меѓутоа поради пандемијата и поради ситуацијата здравствена која што не погоди сите активности беа сопрени. И денеска ова е само мал почеток на една голема приказна која што ние сакаме да ја направиме заедно за сите сограѓани на оваа наша општина. Нешто проект кој што ќе биде пример за тоа како треба да функционира еден солидарен фонд и тоа како да се помага на секој граѓанин. Ние имаме денеска иницијатива што од Црвен крест, што од Министерството за труд и социјална политика, што од социјални грижи, што од здруженија на граѓани, меѓутоа и поединци граѓани, меѓутоа таквите поедини активности можат да стварат хаос и притисок во институционалното работење за тоа како да се помага на сите оние кои што имаат потреба од било каква помош. Со собирање донации од хуманите граѓани, институциите, конкретно почнувајќи од администрацијата, целта е да се постигне салто со собрани средства за помош на лица кога тоа ќе им биде најпотребно. Овој управен одбор ќе работи, се посочи на состанокот, што значи дека нема да биде фиксиран само на деца болни од ретки болести, туку ќе се создава план за работа и на останати лица на кои им е потребна помош, бидејќи како што истакна градоначалникот на општина Штип, милион такви случаеви има и треба да им се помогне. Во времето на социјализмот, Штип беше прв град по солидарност во Македонија, а втор во тогашна Југославија. Како што истакна господинот Бојаджиски, со овој солидарен фонд за 2 години се очекува на влезот и излезот на општина Штип да бидат поставени табли на кои ќе пишува солидарен град со големо срце од страната. Со мали недостатоци се остави простор за наредната средба да вроди со резултат.